Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва за оваа работна недела. Вечера мој и ваш гостин е поранешен министер за финансии, доктор по економски науки, експерт за финансии и економија, господинот Кирил Миновски. Добра вечер. Добро вечер до тебе, Драган, и до гледачите на Алфа телевизија. Ми представува задоволство што после 4 години сум повторно во оваа емисија. Задоволството е и мое, се разбира. Пред да започнеме со разговорот со вас, кој што сметам дека е многу важен и верувам дека ќе биде интересен, да кажам само неколку збора. Прво да им честитам на нашите сограѓани од муслиманска вероисповед на големиот празник, да им посакаме здравје и мир и соживот кој што ни е насушно потребен. Од друга страна, морам да кажам нешто што веќе известно време ми стои вака во главата, а поврзано е со нашиот генерален однос. Кога мислам на генералниот однос, мислам на односот кој што го гледаме на социјалните мрежи. Зошто го кажувам ова? Имам впечаток дека кога читате нешто на социјалните мрежи, па и во дел од медиумите, произлегува дека нам во Македонија буквално на секој му пречи се и се што. Може би е само мој впечаток, може би грешам, но она што може да се забележи, никој со ништо не е задоволен. Толку е засилена таа некоја отровна супстанца што имаме сите во нас. Толку многу негативна енергија се шири буквално за се што јас навистина не знам како ќе продолжиме понатаму. Можам да ви набројувам десетици, стотици примери, целата емисија ќе треба да помине во давање примери, но навистина се чудам и се изначудувам. Нема простор за нормална дебата, нема простор за нормален разговор. Само нешто се критикува, само некој нешто се жали, само прогласуваме крај на светот и крај на Македонија. Ако владата прави реформи, еве ги прават реформи, лажат. Ако не прават реформи, зошто не прават реформи? Ако полицијата некого апси, ете ги апсат полициска држава. Ако еден момент е мирно, еве ги оставаат криминалците да прават што сакаат. Ако војската не троши многу пари, тоа ли е војска, ние сме во НАТО, гледате не, за никаде сме, немаат чизми. Ако се даваат пари за оружје, еве ги трошат пари за џабе, камо за сиромашните, камо за овој, камо за оне. Ако некој успее некаде надвор од Македонија, со врски му е тоа, никогаш ништо не направил, самиот го бутале од мал. Ако некој спортист направи нешто добро, истата приказна, не е талентиран, го завлекле. Ако седи во Македонија, не го бива. Ако оди во странство да игра, со него нешто не е во ред. Перо Античен ѓубре, не знам, Дарко Панчев е ѓубре, Пандев е никаков. Кој сакате, Врбица, Стефанов, напамет сега зборувам, Петар Наумовски, сите наши најголеми легенди не чинат, некои други се очигледно добри. Ако, не знам, некој нешто зборува околу платата, зошто се зборува за платата? Ако не се зборува за платата, ете, ние живееме во сиромаштија, вие не зборувате за платата. Меѓунационално да не разговарам како стојат работите, македонците и другите се ѓаури, албанците се тоа наш, не знам, бугарите се татари, не знам, грците се азијати и така натаму, и србите се четници и не знам што. Едноставно сме толку навлезени во една лоша, негативна клима пред се вело на социјалните мрежи, што навистина имам чувство дека ние сме си самите на себе непријатели и навистина не постои начин да се запре ова. Мене ми е јасно, би било недемократски ако се укинат, се забранат на некој начин, од друга страна толку многу жолч има на социјалните мрежи, што навистина треба да размислиме што сакаме ние од себе. Да не забораваме, Македонија клета, Македонија проклета, сите црнила паднале врз нас, сите не мразат, сите се против нас. Од друга страна, самите за себе не бива, ова не е држава, ваква ли држава на светов нема, се ни е погрешно, се ни е лошо. Едноставно морав да го кажам ова, навистина треба да работиме пред се од себе, толку зборуваме за оние фамозни реформи, за просперирање на државата, а не тргнуваме од самите себе си, не тргнуваме од она што сме ние самите на крајот на нештата како луѓе и на крајот на криштата, можеби и затоа сме
таму каде што се иако и ова сега што го кажувам делува и звучи како критика. Можам вело да набројувам до утре, меѓутоа мислам дека свативте поинтата на ова што го кажувам. Дајте малку да се погледнеме во очи и да почнеме да разговараме, да се сослушуваме меѓу себе, колку и да не ни се допаѓа ставот на другиот, и да пронајдеме начин да го направиме ова парче земја на вистина подобро за живење. Сега вака, откако ве уморив со овој монолог, сакам да го започнем разговорот со господинот Минуски. Вие сте доктор на науки, на вистина експерт за економија, човек со големо искуство. Пред емисијата разговаравме малку околу сите проекти во кои што сте учествувале. Јас се уморив од слушање, морам да ви признам, само од набројувањето на проектите, но сакам да започнам од она што се случува во светот. Геополитиката не може да функционира без геоекономијата. Да не се лажеме, сите политички, сите војни игри, ако сакаме, се случуваат за на крајот на криштата да видиме кој каде повеќе пари ќе извлече. И веднаш да ве прашам, во оваа сегашна констелација, Соединетите Американски држави како најмоќна економија во светот, практично им објавуваат војна на сите околу себе. Царини се дигаат кон Канада, кон Кина, кон Мексико, кон Европа. Сега последна вест беше дека Доналд Трамп има намера да им дигне царини практично на сите, на целиот свет. Кој е логиката на сево? Она што можам да го кажам е дека дефинитивно живееме во историски времења и тоа не звучи како флоскула, туку во овој момент ние сме современици на случувања кои што се слични на случувањата кои што го зафатија светот под падот на комунизмот и на Берлинскиот зид. Тогаш настана еден поредок во кој што доминира пред се Соединетите Американски држави и западниот свет и принципите на така наречениот Вашингтонски консензус, по кој што се спроведуваа реформите во посткомунистичките земји. Целта беше да се оди на еден концепт на глобализација на светската економија, така да непосредно по оној период на рушење на Берлинскиот зид се оние преговори кои што се правеа во рамките на таа уругвајска рунда на преговори, чија што основна цел беше либерализација на трговијата, завршија успешно со формирањето на Светската трговска организација. Со формирањето на Светската трговска организација на некој начин и подоцна со влезот и на Русија и на Кина во Светската трговска организација, ние бевме сведоци на еден процес на глобализација во кој што доминантна економија и денеска се уште според најголем дел од параметрите онаа на Соединетите Американски држави, светот беше обликуван на некој начин според тие принципи на глобализацијата која што беше воглавно диктирана од западниот свет, пред се од Соединетите Американски држави. Меѓутоа, како резултат на оној историски процес кој што настана со отварањето на Кина, која што настана во 70-тите години, пред се во време на администрацијата на председателот Никсон и со тогашниот државен секретар Хенри Кисинџер, сведочевме на една невидена трансформација на кинеското општество и на кинеската економија, која што на некој начин успеа да се изгради во една фабрика на светот, која што доминира во оние процеси на производство, меѓутоа најголем дел од додадената вредност во суштина во оние ланци на креирањето на вредноста токму почна да доминираат производителите и производите кои што се произведуваат од Кина. Во ваква констелација на односи, имајќи го по предвид проблемот кој што го има Соединетите Американски држави со екстремниот долг со кој што се соочуваат, се појави една нова администрација која што горе-доле има некаков историски континуитет во една политика која што ја има американците на почетокот на 19-тиот век. Тоа е една доктрина на Моро во кој што суштината е на едно преструктурирање на американската економија со тоа што повторно голем дел од процесот на производство би се вратил во Соединетите Американски држави
и токму тоа е причината за оваа политика која што со доаѓањето на претседателот Трамп и администрацијата на Трамп завршува со најави за воведување на царините. Суштина на зголемување на царини кои што би се вовеле на сите оние кои што производители кои што не се дел од Соединетите американски држави. Тука се вклучително пред се производителите од Европската унија, кинеските производители се оптоварени со голем износ на царини, меѓутоа и непосредните соседи на Соединетите американски држави кои што се дел од она зона на слободна трговија, тоа се Мексико и Канада. Тоа се прави пред се од причина што најголем дел од овие европски производители, сопствените погони во делот на автомобилската индустрија која што креира најголем дефицит на Соединетите американски држави во трговската размена, своите производствени погони во голем дел ги има лоцирано или во Мексико, дел од нив и во Канада. На овој начин, основниот сигнал кој што настојува да го даде оваа американска администрација е дека се менуваат правилата на игра и дека Америка се свртува кон себе. Тоа беше и слоганот во тој предизборен период, а суштината е дека се настојува да се зголеми само одржливоста на американската економија и намалувањето на така наречената увозна зависност. Нешто што има историски корени, историски основи. Впрочем, Соединетите американски држави прерасна во најголема светска војна и економска сила благодарение на Првата и Втората светска војна, во кој што американската индустрија на некој начин континуирано произведуваше пред се и војна опрема, и бродови, и авиони, а подоцна преку Маршаловиот план главно целокупната таа машинска индустрија на производство на тешки машини дојде главно од Соединетите американски држави, односно целокупната технологија беше на некој начин американска во обновувањето на Европа која што беше разрушена во Втората светска војна. Токму тука ги наоѓаме причините за она што сега можеме да го анализираме од аспект на изјави кои што доаѓаат од американската администрација, кои што често пати се менуваат. Еден ден се најавуваат царини, другиот ден не се најавуваат. Суштината е дека се менуваат правилата на игра, меѓутоа долгорочната ориентација во суштина се сведува на тоа да се направат Соединетите американски држави повторно самоодржливи, да се намали нивната увозна зависност и најголемиот дел од производите кои што се произведуваат и кои што се трошат на американскиот пазар да бидат од домашно производство со оглед на тоа дека американскиот пазар од аспект на потрошувачката моќ е сепак најголем во светот. И токму тука тоа е историската генеза и генезата на овие политики кои што се водат. Сега се разбира дека во светски размери постојат во моментот повеќе играчи и ваквите најави за воведување на царини ќе најдат на соодветен одговор и кај Европската унија, која што најави дека во случај на воведување на такви царини, тие ќе ги зголемат царините за американските производи, пред се на оние технолошки гиганти во кои што доминираат во светски размери, а исто така и на европските пазари, а имавме слични најави и од останатите актери, како што е кинеските власти најавија слични мерки, превземање на слични мерки и истото го најавија и канадските власти и мексиканците. Тоа значи дека со сето ова светот влегува во една нова фаза. Фазата на очигледно на глобализација ќе биде заменета со фаза во која што ќе имаме повеќе економски блокови кои што ќе диктираат определени правила на игри и кои што ќе настојуваат во рамките на економскиот блок да се затвараат или да ја зголемуваат додадената вредност на производите и услугите кои што ги конзумираат нивните потрошувачи. Наспроти она што до сега беше еден глобален пристап на отвореност на пазарите, сега гледаме сосема нова тенденција која што произлегува од со промената на администрацијата во Соединетите американски држави. Одлично го објаснивте и историски аспект и затоа тука ќе ве замолам за нас лаиците да ни објасните. Глобализацијата практично беше американска идеја. Значи, тие ја спроведоа,
А сега, парадоксално, Америка решава да ја урне глобализацијата. Значи, истиот играч кој што ја создал или доминантно ја создавал, сега одлучува да трне против собствениот проект. Или тоа да го направи тоа, не знам, Данска, напамет зборувам, или Германија, ќе речете, добро, ете, тука не се нашле негде. Меѓутоа тој го прави тоа што го создал системот. Во досегашниот период ние бевме сведоци дека главна доминантна економска, политичка и воена сила во светот беа Соединетите американски држави. Тој поредок, поствојниот поредок кој што беше создаден, базираше на поделба во повеќе блока. Имавме од една страна комунистички блок и од друга страна капиталистички блок. Со падот на Берлинскиот зид, Западот победи, односно капиталистичкиот систем, и со тоа во светот Соединетите американски држави се востоличија како доминантна глобална сила и на некој начин, да кажеме, и глобална империја која што во голем дел управуваше со најголем дел од процесите не само во делот на економијата, туку и во делот на политиката. Меѓутоа, очигледно дека тука се разбира дека голема улога има и фактот што доларот во светски размери се користи како резервна валута и тоа е една можност која што им стои еден инструмент за доминација и економска и политичка доминација на Соединетите американски држави. Меѓутоа, очигледно е дека секоја држава, вклучително и вакви големи држави, имаат ограничени ресурси, не може неограничено да се управува со целата планета и од тие причини, имајќи го предвид и проблемите, социјалните, економските проблеми со кои што се соочува американското општество, доаѓа една администрација која што има една историска заснованост и која што смета дека првенствено фокусот треба да биде на консолидирање на Соединетите американски држави, на нивните внатрешни прашања, видовме дека во тој предизборен период доминира прашањата на миграцијата, криминалот, на затварањето на голем дел од американското производство, пред се во делот на автомобилската индустрија, меѓутоа и во челичната индустрија се говореше доста и за повторно користење на фосилните горива. Знаеме дека Соединетите американски држави располагаат со огромни резерви и од тие причини имаме администрација која што сака да ги промени правилата на играта во смисла да ги фокусира своите сили и ресурси прво на некакво си доминирање во она што се нарекува северно-атлантска хемисфера. Ние ги видовме зародишот на овој концепт, го видовме и во првиот мандат на председателот Трамп, кога инсистираше на понепосредни релации, формирање на економски блок и со Канада, и со Велика Британија, и со Австралија, и со Нов Зеланд, на некој начин креирање на еден економски, па да кажеме политички и воен блок во рамките на кој што ќе постои некаков концепт на самоодржливост и ќе се искористат и предностите на пазарот, меѓутоа ќе се искористат и потенцијалот за производство и технолошки развој кој што го имаат овие држави. И токму тоа се причините заради кои што се смета дека треба да се променат правилата на игра и фокусот треба да биде првенствено на консолидација, заради тоа што веќе се појавија глобални актери кои што на некој начин се сериозен предизвик за Соединетите американски држави пред се од економски аспект. Тука е во прв ред Кина, која што некаде, да кажеме, до 17-тиот век била во суштина и најголема глобална економија. Тоа малку кај нас го знаат. Тоа не го знаат. Мислат дека Европа од секогаш била центарна. Најголем дел и од овие достигнувања кои што доаѓале во суштина потекнуваат и од Кина, нели, од хартијата, од ракетна технологија. Имале своевремено и морнарица која што била многу сериозно пред Колумбо успеала да доплови до бреговите на Африка. Така да се работи за една држава, за една стара цивилизација која што благодарение токму на Соединетите американски држави на желбата да се отвори Кина и да се произведува по пониска цена на чинење, благодарение на тие транснационални компании во кои што најголем дел беа од Соединетите американски држави, Кина успеа да се трансформира и да стане сериозен глобален предизвикувач од економски аспект на глобалната сцена на Соединетите американски држави. Во меѓувреме
тоа е економија која што не се сведе само на производство на ефтини производи кои што се ниско квалитетни, туку гледаме трансформација од аспект на технологија и од аспект на квалитет на производи, така да веќе ги гледам и оние најави дека фокусот на Соединетите американски држави не може повеќе да биде Европа, и токму тоа е една од причините, туку најголемите предизвици ги гледа во Азија. Освен Кина, тамо имаме една исто многу динамична економија, тоа е индиската економија, која гледаме дека и покрај тие проблеми кои што ги има со кастинскиот систем на уредување, сепак успева да се трансформира, успева да се развива, има голем потенцијал човечки. Додека во почетокот на транзицијата овие многу бројни земји кои што има големо население има проблем од аспект на трансформација, гледаме дека бројот на населението станува и големината на пазарот станува значителен фактор за економска трансформација и нуди голема можност за развој на домашната индустрија. Тоа значи дека западниот свет ги потцени, ако смеам така да кажам, овие големи гигантски земји од Азија, верувајќи дека тие вечно ќе бидат само извор на ефтина работна сила, на кој што ќе може да се ослонува економијата, меѓутоа тие се разбудија и стануваат фактор сам за себе. Да, заради тоа што можностите кои што ги има, сега зборам за кинеската економија, таа нуди можност да на еден плански начин да се алоцираат средства, нешто што во услови на пазарна економија оди многу посложено. Тоа го говореше и починатиот Стив Џобс, кога говореа од кои причини произведува во Кина, ги произведува айфоните, а не ги произведува во Соединетите американски држави. Една од причините поради кои што произведува е што може во исто време за многу краток временски период да има десетици илјади инженјери кои што му се неопходни за да го произведе тој производ. За да тоа го направи во Соединетите американски држави, ќе му бидат неопходни најмалце 2 до 3 години да ги идентификува тие луѓе. Тие најчесто се вработени во други компании за да ги превземе во тие компаниите. Значи, од тој аспект, во делот на таа реалокација на ресурси, таа планска економија дава резултати. И тоа е една од тие причини. Втора работа е инвестирањето во едукацијата. Гледаме дека на таа Шангајска листа веќе на оние први водечки позиции, освен најпознатите универзитети од Велика Британија, Соединетите американски држави, ги имаме и кинеските универзитети, што значи дека е подобар и квалитетот на образованието и фактот што гледиштето на овие транснационални компании во почетокот беше дека research и development, односно истражувањето и развојот и маркетингот ќе останат во развиените земји, а производството ќе се префрли во азијските држави. Меѓутоа, оној што произведува често пати иновира. И тоа се случи. Затоа реков дека ги поценија. Тие што произведуваат, почнуваат да развиваат и иновации. Денеска гледаме дека го немаме само копирањето на производите од Западот, туку имаме производи кои што доаѓаат од тој дел. Како што доаѓаат од Кина, имаме и во делот на во делот на биотехнологијата, во делот на фармацевската индустрија и IT технологијата, Индија е велесила. Неверојатна постои информација е тоа. Потоа го имаме тука во тој азијски дел, значи го имаме Виетнам, кој што исто така е многу успешна приказна, која што доживеа една сериозна трансформација. Иако и понатаму ги гледаме како оние од прашумите што трчаат и се борат со американците. Да не збориме и за она што претходно се случи со Јапонија, со Јужна Кореја, така да во моментот очигледно е дека најдинамичните економии се во Азија и тоа е една од причините поради која што Соединетите американски држави сметаат дека треба да бидат присутни на тој пацифички регион. Ако гледаме сега и од историски аспект, впрочем, влезот на Соединетите американски во држави во Втората светска војна настана поради нападот кој што се случи на Перл Харбор. Значи, Пацификот е генерално од голем интерес на Соединетите американски држави. Тука ги гледам причините и за ова што се случува во моментот. Повторно еден парадокс го кажавте, чисто да го спомнам, веројатно сум во право. Планската економија на Кина дава резултат. А токму планската економија своевремено во Советскиот сојуз, па и кај нас тука, беше припишувано како главен виновник за пропаста на економиите во комунизмот. Нели рекоа, како беше она планска економија, поради тоа вие ќе чекате 3 години за да си купите автомобил.
Не може да го купите денес или било што. Токму таа планска економија го пропасти оној систем. Планската економија има свои предности, свои добри и свои лоши страни. Но Кина очигледно ги искористи добрите. Тоа планска економија е понекогаш стигматизирано. Тоа што е напуштен системот, социјалистичкиот систем, не значи дека државите не треба да прават стратегии, не треба да прават планови. Впрочем, секоја фирма мора да прави планови индивидуално, за да, значи, бизнис планови на 3 години, така на 5 години. Така е, капитализмот го бара тоа на сосема поинаку принцип. Таа планска економија дури и во тогашна Југославија, народна федеративна, па потоа социјалистичка федеративна, до 60-тите години дава изворедни резултати во поглед на економскиот раст. Значи, стапките на раст биле и на ниво на една Јапонија. Меѓутоа, подоцна системот има проблем заради тоа што неопходно е да се адаптира на оние пазарни услови на стопанисување, заради тоа што кинескиот модел се разликува заради тоа што повторно верификацијата на нивните производи, на квалитетот на производот доаѓа од потрошувачот. Најголем дел од нивните потрошувачи се глобални, значи се и во Соединетите Американски држави, и во Западна Европа, и во светот. И сите прифаќаат значи, дека мора е да добар. имаш верификација и мора да има некој кој што ќе ги покрие трошоците. Во спротивно е неодржливо. Ова е паметна и порака веројатно за сите земји кои што сакаат да се развиваат. Не векам дека кинескиот концепт е најдобриот, меѓутоа факт е дека дава резултат. Да се вратиме на Европа. Неодамна прочитав една анализа дека после глобалната економска криза 2008-2009 година Америка успева практично да ја засили својата доминација врз Европа. Политички и претходно постоеше, воено да не разговараме, меѓутоа во економска смисла, а главно средство беа оние така наречени мегафондови создадени во САД, кои што управуваат со средствата на инвеститорите вредни десетици билиони долари. Значи, токму овие инвестициски фондови практично, ајде да не речем, ја подјармуваат, меѓутоа стануваат доминантни на пазарот и Европа ја држат во под контрола. И сега логиката вели, тоа беше сепак пред колку ако е точно ова, пред 15 години. Ако имате Европа под контрола, и политички, и воено, и финансиски, зошто да го уништувате тоа? Не можам да разберам. Бидејќи односот меѓу Европа и САД не е, не знам, од една страна се сојузници, меѓутоа таа папочна врска е толку снажна и толку е од корист на САД, што мене сега навистина не ми е јасно зошто би тоа требало да се прекине. Повторно велам, ова лаички го прашувам, меѓутоа, како да ви кажам, гледате дека САД се готови на отворен суdir со Европа. Ке се обидам да дам објаснување, иако се по овие прилично сложени теми. Значи, обидете се со најпрост јазик, да го разбереме сите што може. Еве малку за гледачите. До Првата светска војна, значи крај на 19 почеток на 20 век, во светот доминираат европските сили. Добре, тука се пресце Англија, Франција, па и да кажеме Германија, која што нели поради незадоволството што го има заради тоа што не учествувала во распределбата на колонии, ги иницира и Првата светска војна и подоцна Втората светска војна. По завршувањето на Втората светска војна, дефинитивно со Западна Европа доминираат Соединетите Американски држави, кои што преку Маршаловиот план помагаат во обновувањето на Европа. Тие помагаат на некој начин во еден дел и во обновувањето на поранешна Југославија, нели иако бевме социјалистичка држава, меѓутоа јадевме американски јајца во прав, така е. Заради тој договор кој што го има направено тогашното југословенско комунистичко раководство со Соединетите Американски држави, на некој начин имала привилегиран статус Југославија во користењето на овие средства, што помогнало во некаква трансформација на тоа општество и во поглед на конкурентност и во поглед на економски систем. Која е логиката на оваа администрација во делот на повлекување на Европа? Не ги знам до крај причините, можеби една од причините е да поради оној предизвик кој што го имаат во Пацификот, да ги насочат ресурсите кон тој дел на светот. Тоа значи дека сад веќе не можат да бидат баш секаде. Заради тоа што Европа во поглед на општествено уредување, во поглед на систем е компатибилна со Соединетите Американски држави, меѓутоа во исто време од аспект на економија
се и сериозен конкурент. Освен тоа што има американски транснационални фондови кои што ги контролираат компаниите, имаме и обратен реверзибилен процес. Има многу богати европски семејства и инвестициски фондови кои што се влезени во компании во Соединетите американски држави. Значи таа испреплетеност постои. Меѓутоа претпоставувам дека се смета дека неопходно е да се чуваат ресурсите, дека она што го говоревме претходно, дека не можеме да бидеме распространети на сите точки во светот во еден ист временски период и од тие причини сметаа дека Европа е самоодржлива, може да се грижи за својата безбедност и дека подобро е дел од тие ресурси да се повлечат и да се искористат за оние сили кои што ги предизвикуваат Соединетите американски држави, а тоа во прв ред е Кина. Тоа е некоја моја логика на она што се случува. Сите овие случувања не значи дека ќе биде прекинато во целост од тоа трансатлантско партнерство, меѓутоа имавме и за време на првата администрација на претседателот Трамп обид за да се принудат европските држави да ги зголемат своите трошоци за одбрана и да ја превземат одбраната на некој начин во свој раце. Тоа сега го гледаме. Зашто е тоа направено? Тоа е направено пред се заради тоа што на почетокот говорев за потребата од фискална консолидација, за огромниот надворешен долг кој што го имаат Соединетите американски држави и преку оваа иницијатива и преку онаа иницијатива што има голем публицитет на Елон Маск, се настојува да се намалат трошоците. Целта е да кога ќе се намалат трошоците, вклучително и оние за одбрана, во тој случај државата ќе има повеќе средства и ресурси за оние мирновременски индустрии, автомобилска индустрија, она што се нарекува вештачка интелигенција, и тоа има за цел на некој начин да се ослободи креативен потенцијал, меѓутоа и да се обезбеди да компаниите од Соединетите американски држави станат што е можно поконкурентни во делот на производство на стоки и во делот на услуги. Во услуги веќе доминираат, меѓутоа сега во делот на производство на стоки. И сега би се вратил на она прво прашање кој што го говоревме околу тарифите. Причината зашто се најавуваат тарифите, меѓу другото, е да тие фабрики кои што се во Мексико, кои што се во Канада, а кои што заради тој договор за слободна трговија имаат поволности да влегуваат на американскиот пазар, на некој начин да им се оневозможи тој влез и да се стимулираат европските компании кои што тамо продаваат, дали е Volkswagen, Daimler, Chrysler, односно Mercedes, BMW, да отвараат фабрики во Соединетите американски држави. Но тамо е поскапо. И мислите како царините ќе го нивелираат тоа? Преку тој фонд за царини кои што ќе се обезбедуваат, настојуваат да ги зголемат бариерите и да го дестимулираат инвестирањето во, например, во овие соседни држави, а да се стимулира инвестирањето на тие фабрики директно во Соединетите американски држави, што ќе значи директен бенефит како од аспект на инвестиции, така и од аспект на креирање на работни места. Така. Уште една работа ме интересира од овој аспект. Британија. Британија излезе од Европската унија. Некој велел дека тоа било геостратешка грешка, некој велел дека е добро. Британија секогаш имало посебен однос со Америка, посилен отколку тој на остатокот од Европа со САД. Британците и американците практично се сметаат во некои кругови за едно те исто. Меѓутоа во оваа констелација Британија исто така е на рап на судир со САД и застанува на страната на Европа. Иако Британија секогаш, повторно ќе речам, имала исклучителни врски со САД. И сега тука мене не е јасно. Нивното сојузништво е многу силно на релација со Лондон-Вашингтон. Значи повеќе стратешко сојузништво е кое што трае веќе не знам колку време. И како тука која е пораката што испраќа Британија во овој контекст? Мене ми беше логично кога САД започнаа со овој процес што го започна, британците понавика веднаш да застанат на нивна страна. Па ако сакате и во еве да го префрлиме тоа во воена смисла, САД сосема ја сменија логиката на однесување кон Украина и Русија, Британија напротив ја заостри истата политика што ја тераше во времето на Џозеф Бајден. Америка вели не сакаме да учествуваме во приказната, Британија вика ние ќе пратиме војска во Украина. Најнапред би сакал да истакнам дека
кога говориме за империи во светот, најголемата империја според територијата со која што раководела, тоа е Британија. Соединетите американски држави беа колонија на Велика Британија и всушност борбата за независност на Соединетите американски држави беше против Велика Британија. Меѓутоа, нормално, ради карактерот на самото население, тие врски се нераскинливи и Британија и Соединетите американски држави, на почетокот и развојот на Соединетите американски држави беше благодарение на Британија од градење на железници кои што беа инвестирани преку британски фондови. Се разбира, тогаш Британија била центар на светот, да. Се работи за едно длабоко сојузништво, меѓутоа можно е тука да настане да постојат разлики кои што произлегуваат можеби од да кажеме идеолошка природа. Од она што го заговара моменталната администрација во Соединетите американски држави, она што беше доминантен модел кој што на некој начин доминираше и во Европа и во Соединетите американски држави. Да, тој неолиберален концепт. Неолиберален концепт. И предпоставувам дека интересот на постоечката владеачка структура во Соединетите американски држави, ние гледавме дека имаме опрени тензии во делот на преку социјалните медиуми, преку X мрежата кај што тие се јавни, да, воопшто директно мешање на Елон Маск, на кој што е дел од сегашнава администрација на некој начин на внатрешно политичката сцена во Соединетите американски држави. Истото го видовме и во Германија, каде што се настојуваше да се прокламира опција која што е поблиска на она конзервативна идеологија која што па во Европа се доживува како крајно десничарска. Како ќе се развиваат овие односи е непознаница. Како ќе заврши целиот овој процес, навистина е тешко да се предвиди. Дефинитивно светот е влезен во еден период во кој што имаме повеќе сили кои што имаат различити интереси и секоја настојува да ги заштити своите интереси. Предпоставувам дека Велика Британија во моментот смета дека преку сојузништво со Европската Унија од која што излезе пред нецели 10 години. Може да ја превземе улогата која што имаа Соединетите американски држави и да повторно се врати на глобалната сцена. Да не заборавиме дека Британија се уште ги има државите од Комонвелтот, тамо е и Канада е тамо, Австралија, Нов Зеланд. Има сериозна администрација, има многу силни безбедносни служби и сметам дека тие сметаат дека треба да се вратат малку на поголема врата на светската геополитичка сцена и тоа го прават преку сојузништво главно со Европската Унија. Да. И сега уште едно прашање во овој аспект. Постојано ми доаѓаат прашања, морам да признам, сака да се префрлиме на Македонија и тоа ќе го сториме наскоро, но да ја прашам вака како експерт. Сметате ли дека Европа плати преголема цена за војната во Украина? Затоа што се фрлени огромни пари за наоружување на Украина, затоа што се фрлени огромни пари за помош на Украина во одржување на незиниот финансиски сектор, не финансиски, туку воопшто одржување во живот на незината економија, значи се даваат заеми кои што никогаш не може да бидат вратени веројатно, или ќе им требаат 100 години да ги враќат, и поради кои заеми и како се викаат овие другите грантови, страда она што се нарекува социјални бенефиции во Европа. Ви имате една изјава сега, мислам дека беше токму на Кир Страмер, ќе намалиме на путер, ќе зголемиме на оружје. Ли дадеме на Украина, предпоставам дека еден британец или еден норвежанец или напамет зборувам шпанец, не сака да ги изгуби своите бенефиции, што ги добило со децении, за да помогне на некој тамо, што за него е веројатно и крајот на светот. Војната е секако не посакувана состојба и таа не носи добро на никому. Доколку разговарате со генерали, ќе ви кажат дека последна работа што ја посакуваат војните лица е војна, заради тоа што оние што знаат што е војна, најчесто ја избегнуваат. Меѓутоа, во даденава ситуација, тој конфликт изби, колку беше по вина на Европска Унија, дали беше прашана за тој процес или не знаеме. Меѓутоа, дефинитивно економските последици ги чувствуваат сите европски држави, ги чувствуваме и ние заради тоа што нашата економија е врзана со европската економија. Дали доколку не се потрошат тие средства за помош на
Украина за нејзино вооружување или доколку се купува поевтин руски газ, кој што беше основа на, да кажеме, на оно економско чудо што го има германците во овие претходни 3 децении, сигурно ќе беше подобро за европската економија. Меѓутоа, овдека станува збор за геополитика, станува збор за долгорочни државотворни стратегии или стратегии кои што ги имаат определени европски држави, кои што не се конвергентни, тие се дивергентни. Тоа, значи, тие се разликувале и во 19 век, значи една стратегија имала Германија, една стратегија има Франција, една стратегија имала Британија, така да од тој аспект мислам дека мотивите за ова што се случува во прв ред не се економски, туку се политички. Целта е, предпоставувам, да се направи една бариера кон Русија и Европа да се изгради како посебен блок. Тоа е интересот на доминантните европски држави, од она што можам јас сега да го следам, а тоа е, предпоставувам, интересот на Велика Британија, која што сака да соработува со тој блок и на некој начин да има посериозно влијание. Тоа ми е јасно. Тој дел ми е сосема јасен, верувам и на гледачите. Меѓутоа, од економски аспект тоа се покажува прилично штетно. Може долгорочно тоа да трае. Не знам, теоретски зборувам, ова војна може да потрае уште некое време, судирот со Русија може да потрае, некои велат, неодамна Марк Руте, генералот секретар на НАТО, рече односите со Русија нема да се оправат во наредниве децении и децении. Иако сад поинаку гледаат на работите. Во делот на економијата ние гледаме дека негативните последици се чувствуваат во најголемите европски економии, пред се во германската економија. Тоа се осликува и преку падот на индустријското производство, тоа се гледа и во зголемувањето на инфлацијата, на зголемување на цените и во стагнацијата на германската економија и во забавување на оној процес што беше наречен процес на зелена транзиција. Меѓутоа, од друга страна, имаме сега најави за инвестирање на големи средства во војната индустрија. Што пак ќе отвори можност за нов... Тие ќе придонесат за нов инвестициски циклус и ќе го потикнат растот. Доколку се спореди, например, Германија во однос на останатите европски држави, таа се придржува до оние прудентни правила во поглед на висината на јавниот долг и сега, доколку се отвори простор за зголемување на тој јавен долг, тоа значи дека ќе се впумпаат нови пари во економијата. Тие рекоа 1000 милиарди ќе треба. Да, тоа значи дека ќе се поттикне на некој начин и економскиот развој, заради тоа што таа војна индустрија ќе значи зголемување на производство. Тие имаат ланец на добавувачи, ќе имаме голем број на добавувачи, ќе се отвараат работни места. Значи има економска сметка сосема, тоа ме беше интересно. Има сметка, меѓутоа она што е да кажеме една димензија која што треба да ја земеме предвид е кога се произведува многу оружје, кога се милитаризираат општествата, се плашам да не дојде момент да тоа оружје се користи. Во тој случај, значи, можни се долгорочна нестабилност е можна во светот и не знаеме какви ќе бидат перспективите. Тие инвестиции во одбранбената индустрија несомнено ќе донесат економски раст. Така е. Интересно ова, вака не сум го согледал до сега, баш ми е мило што го објаснивте. И сега во целата работа ја имаме нашата земја, за нас клучно пред се и над се. Владата постојано зборува за странски инвестиции, доаѓаат едни, доаѓаат други, нови капацитети, нови работни места во ред, се обидуваат да раздвижат економијата. Имаме, се позајмивме од унгарците доста пари, тие беа вложени во општините од еден дел, во друг дел во фирмите, во компаниите. Меѓутоа, во овој цел геополитички потрес што се случува и во оваа непознаница, како сметате дека треба Македонија како мала земја и мала економија да изигра? Во природата познато е дека не преживуваат најсилните, туку и најадаптибилните. Како мала економија, која што во овој временски период, нели, е дел од евроатлантските структури, значи ние сме земја членка на НАТО, ние сме земја кандидат на Европска унија, значи
имаме детерминирано дека каква е нашата политичка, да кажем и економска ориентација, заради тоа што најголем дел од нашата економија и трговската размена се одвива со Европската Унија. Како треба да изиграме? Треба да пред се во овој момент привлекувањето на странските инвестиции, покрај тоа што гледаме некои бројки дека кои што покажуваат добра динамика од аспект на реинвестирани средства, главните проблеми на македонската економија се од структурален карактер. Тоа значи дека структурата во изминатите 3 децении на економијата не е добра. Еден од обидите кој што беше направен токму со оние слободни економски зони, кога се настојуваше таа голема невработеност да биде решена преку носење на инвеститори кои што ќе ангажираат работна сила, ќе намалат невработеноста, меѓутоа ќе бидат во едни сектори кои што на некој начин ќе креираат некаква вредност или ќе не мапираат во некој нов индустријски сегмент, а тоа беше пред се во делот на автомобилската индустрија, која што во моментов гледаме дека се соочува со определени проблеми. Покрај овој метод на привлекување на странски инвестиции, ние мораме да изнајдеме и да развиеме собствен економски модел во кој што ќе го користиме и внатрешниот потенцијал. Ние ако го следиме нивото на заштедите, ние имаме големи средства, берзата не се користи доволно, може државата да има и проактивна улога во стимулирањето на големи проекти пред се во делот на енергетиката, во делот на инфраструктурата и во делот на наменската индустрија, кои што ќе овозможат трансформација на оваа држава и ќе го поттикнат внатрешниот раст. Значи економски раст и ќе придонесат за креирање на услови за подобра благосостојба на државата. Ние треба да се позиционираме на начин што ќе ја зголемиме нашата проточност. Што значи нашата проточност? Тоа значи дека ја имав еден пост кој што говореше за една стратегија на така наречени 3 мориња, слично на една и друга иницијатива за 3 мориња. Целта е Македонија да биде проточна од аспект на комплетирањето на двата коридори. Тоа е коридорот 8 и коридорот 10, значи патничко и железничко поврзување. Тоа за мала држава која што е, да кажеме, која што е континентална и нема излез на море, може да значи многу од аспект на нејзината одржливост, меѓутоа и од аспект на нејзиниот економски развој, заради тоа што доколку ние ги заокружиме двата коридори, Македонија може да стане крстосница, а со тоа и голем логистички хаб кој што ќе овозможува поврзување и транспорт на производи од Јадранско море, Црно море, Егејско море и поврзаност горе со Дунав благодарение на железница. Тоа значи една нова геостратешка позиција на Македонија во овие услови кои што се прилично променливи и прилично турбулентни. Добро, што правиме само се извинувам. Мислам дека по коридорот 10 просторот повеќе или помалку е отворен бидејќи има волја и политичка. За коридорот 8, мислам кон Бугарија, од наша страна како да има волја, но од бугарска нема. Вие што правите ако бугарите не сакаат да го направат делот што нив им е должност да го направат? Јас мислам дека и јас сум во тој поглед оптимиста, сметам дека и бугарите ќе сакаат да го комплетираат тој коридор, заради тоа што видовме дека, мислам дека беше минатата недела преку така наречената Western Balkan Investment Facility, односно преку инструментот за развојот на Европска Унија, Македонија беше прва држава која што доби средства заради тоа што ги исполни определени критериуми во поглед на реформите. Дел од тие средства се наменети токму за коридорот 8, а исто така и Албанија доби средства исто така за коридорот 8. Тоа значи дека коридорот 8 е европски коридор, а Бугарија е земја членка на Европска Унија и не верувам дека ќе има капацитет да го блокира, а впрочем изградбата на еден таков коридор е во интереси на Бугарија. Мислам дека тоа треба да биде нашата стратешка ориентација. Стратешката ориентација треба да биде да бидеме крстосница на овие два коридори, што ќе создаде предуслови за економски раст и развој, заради тоа што изградбата на коридорите само по себе ќе носи определен раст на бруто домашниот производ. Освен овие железнички и патни коридори, од посебно значење е дека ние треба да станеме и крстосница на енергетски коридори. Познато е дека
се потпиша, мислам, иницијатива за пристапувањето до конекторот што е до LNG пристаништето што е за течен газ во Александрополис, и доколку го заокружиме овој гасен коридор, може и Македонија да стане чвориште на коридорите преку кои што на пример Србија исто така покаже интерес да користи дел од газот кој што би доаѓало од Александрополис. Да не говориме за потенцијалот кој што ги имаме од аспект на развојот на логистиката со оглед на неразвиеноста на дел од овие пристаништа кои што ги имаме во опкружувањето, или поместување на дел од овие логистички операции овдека, и дополнително можностите кои што ги имаме од аспект на развој на земјоделие, на развој на обновливи извори, на користење на обновливи извори на енергија кои што ќе добиваат дополнително на значење доколку ги искористиме предностите на некој начин на така наречена connectivity. Но ние земјоделието наше во текот на последниве децении прилично го упропастивме. На пример. Точно, неопходно е менувањето на начинот на земјоделско производство. Ние сме сведоци дека држави кои што и немаат такави земјишни површини имаат сериозен проблем во поглед на обработливо земјиште, како Холандија е гигант во делот на земјоделието. Иако територијално е ништо посебно. И од аспект на клима, и од аспект на почва. А е гигант. Да, заради тоа што користат современи технологии, заради тоа што земјоделието треба да добие карактер сличен на она што се вика индустријско производство. Тоа мора да биде на нов начин структурирано, и во тој дел државата не треба да гради само политики од аспект на креирање на деловно опкружување во смисла на даночна политика, туку мора да направиме нешто повеќе во делот на некаква проактивност, развој на нови инструменти со кои што ќе стимулираме и полесен пристап до финансии, меѓутоа неопходен е и трансфер на знаење и нови методи на производство. Заради тоа што ако во 1916 година доаѓа тим на француски воени експерти кои што го отвараат така наречениот македонски фронт, заради тоа што сметаат дека онаа Македонија во тој временски период може да храни 4 пати поголемо население од тоа што во тој момент го имало, оваа Македонија сигурно може да произведува за популација од 8 до 10 милиони луѓе. А ние не можеме во моментов ниту самите за себе, што е неверојатно. Еден од најсериозните проблеми е што доколку се следи трговскиот биланс, ние имаме дефицити во делот на увоз на земјоделски производи. Значи имаме околу милиарда евра земјоделски производи кои што се купуваме домати и краставици од не знам каде, иако нели ние сме чушките и френките. Пред емисијата рековте има историска шанса за реформи во некој приватен разговор. Вие како експерт на разни светски организации соработувате и во балтичките земји, каде што, колку што мене ми е познато, нема никаква шега, тамо работат на вистина забрзано, не забрзано, туку веќе се длабоко во фази на тие економска трансформација, дигитализацијата е на највисоко ниво и така натаму. Колку е реално тоа остварливо кај нас? Јас не само во последниве години кога интензивно работам на концептот на воспоставување на практики на добро управување, туку и претходно кога бев министер за финансии, имавме посета на Естонија и нашата цел беше уште некаде 2017 година, затоа разговаравме и со Светска банка да се обезбедат определени средства, да се оди на една брза дигитализација, заради тоа што земји како Македонија, кои што имаат популација од 1,8 милиони луѓе, многу лесно може да бидат дигитализирани, а и цената на чинењето на дигитализацијата е многу помала отколку да таквата дигитализација се прави во големи системи. Меѓутоа, суштината на процесот на дигитализацијата е пред се во промената на така наречените процеси во рамките на самите институции, на деловните процеси. Како еден од главните проблеми со кои што се соочувавме и во контекст на сите овие несакани случувања е пред се во тоа што за да се изградат ефикасни институции, балтичките држави ги користат практиките кои што се развиени во приватниот сектор, во кои што прво со закон се дефинира дека секоја институција мора да развие и да дефинира бизнис процеси кои што ги спроведува институцијата, а потоа се одредува систематизација на работни места. Што значи во превод? Тоа тоа значи во превод значи, за гледачите да објасниме, дека прво се знае
што прави институцијата, а потоа се одредува бројот на вработени во институцијата и описот на негови работни задачи. На овој начин е многу полесно управувањето и за оние што ќе бидат поставени за директори, за министри, заради тоа што знаат за што одговараат, како се мери успешноста на една институција, многу е поголема транспарентноста и се оптимизира бројот на вработени. Овие активности поврзани со овие деловни процеси се основа на дигитализација. Прво треба да се отпочне со овој процес забрзано преку креирање на тимови кои што би влегле во институциите, а потоа следи дигитализацијата која што е на некој начин кодирање или може да се користат веќе и готови софтверски решенија кои што ќе се адаптираат на овие процеси. Што ќе добијат граѓаните? Прво ќе добијат полесен пристап до услугите кои што ги дава државата. Процесот ќе биде транспарентен. Што ќе добијат институциите? Многу полесно ќе биде менаџирањето со институциите заради тоа што владата ќе знае директно на кој начин се мери успешноста на оние кои што ги поставува. И владата и граѓаните. Ќе имаме поголема отчетност. Како мала држава, често пати кога сум разговарал со овие експерти, мојата интенција била секогаш да донесеме луѓе и дури да пилотираме во Македонија опредни проекти заради тоа што пилотирањето овдека чини многу помалку. После тоа, она што се вика адаптирање на поголеми пазари е многу полесно. Македонија треба некогаш да ја искористи предноста заради тоа што сме мали, меѓутоа основата е она што цело време го говорам, да бидеме адаптибилни, да бидеме флексибилни и да имаме јасно дефинирани процедури. На тој начин ќе се знае кој одговара, за што одговара, и ќе можеме полесно да ја лоцираме и одговорноста на секој поединец во хиерархијата. Па добро, имаме ли капацитет за такво нешто? Јас мислам дека тоа е клучното прашање. Вака убаво, вие вака ќе го наброите таксативно, така е, несомнено е така. Имаме примери дека тоа се остварува, балтичките земји како пример, има на секаде ни светот претпоставувам, меѓутоа ние сме во состојба со нашето образование, со нашата експертиза, со нашата, па и со нашиот ментален склоп, ако сакаме да го направиме тоа? Мислам дека имаме капацитет, имаме одлични луѓе, имаме одлични професионалци, сум работел во многу тимови составени од луѓе од Македонија, имаме капацитет ова да го спроведеме. Има една флоскула која што ја често пати ја читам не само за Македонија, туку и за други држави, ја нарекуваат политичка волја. Ако имаме сериозна политичка волја, поддршка, мислам дека ова се прашања кои што сите треба да имаат консензус, независно за која политичка партија станува збор. Мислам дека ова може да се спроведе и ова е нужно да го спроведеме доколку сакаме да изградиме навистина ефикасна државна управа, која што ќе биде и во интерес и на граѓаните, и на компаниите, и на оние кои што ја управуваат државата. Кирил Миновски, прајши министер за финансии, експерт по економија, доктор на економски науки, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Почитувани гледачи, јас уживав, морам да признавам во ова и историска и актуелна економска анализа на господинот Миновски. Мислам дека научивме доста интересни работи кои што ќе ни бидат корисни како држава и во еднина. Тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот стандардно репризната издание. Јас ви закажувам нова судба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.